21-годишната Ета утринава е прегазена на пешечки премен во Штип. Девојката минувала прописно, но и покрај тоа таа настрадала од директен удар од возило на местото каде што сите пешаци треба да се чувствуваат најбезбедно. Овие пешечки премени позади мене, кои што го веќе гледате, е црната точка каде девојката по ударот летала неколку метри и се здобила со телесни повреди. Во неја удрило патничко возило, чиј возач од нејасни причини и покрај тоа што имало пешак, продолжил да вози. Случката беше филмска и нестварна. Се траеше секунда или две, а девојката на асфалтот заврши без да има шанса да реагира. Потресен сум и едвај успеав да повикам брза помош и полиција. Опиша сведок на несреќата. Несретната девојка е пренесена во клиничката болница Штип, каде лекарите констатираа повреди на појасниот дел од телото и набиеници на лева подколеница. Ова меѓу другото го потврдија од Штипската клиничка болница за телевизија Стар. Оваа несреќа можеше да биде нова трагедија на пешечки премин во државата, што е крајно загрижувачки, бидејќи очигледно на градските улици владее голем сообраќаен неред. Нема безбедност. Не за мене. За ниеден. А за вас лично? Нема безбедност. Нема безбедност. Мора да погледнете лево десно и... Мора да погледаш, нешто ќе гледаш. Тие ако гледаш, тај не гледа. Со големи брзини одат, со чуда. Треба да се стаи некој ред у оваа држава. Не е добро. Зошто? Пак беко се вози. Не водат сметка за бела линија ништо. Јас сам минам 3 пати, нема за се. Значи не е безбедно? Не. Ако не е, па некој ќе те обрне. Тоа се знае. Не дај Боже. Да. Ништо, тоа своје јадел си меч и си совест. Може да гледаме лево десно, онака не. Утика не изгазат. И дали се осеќате безбедно или не? И така, и така. Мора да гледаш како нема да гледаш. Ако не гледаш, ќе те згазе некој. Значи не е толку безбедна работа? Не, бре. А? Не. Не, а? Не. Штип одамна не е сообраќајно безбедно место, поради што и полицијата покрена опсешна акција за подобрување на состојбата на улиците. Веќе можат да се видат поголем број сообраќајни полицајци, но ригорозноста е закажана од 15 февруари. Зошто не и порано е нејасно.